Состојбата со злоупотреба на детскиот труд и натаму е алармантна. На повеќе места во градот, особено по улиците во централното градско подрачје и пред институциите, секојдневно може да се забележат деца питачи. Според првата детска амбасада Медјаши, една од причините поради кои децата се злоупотребуваат е сиромаштијата, поради која тие го напуштаат училиштето и почнуваат да питачат, за на тој начин да му помогнат на семејството. Во Центарот за социјални работи во Тетово велат дека спроведуваат акции за откривање и спречување на оваа негативна социјална појава, во обид преку разговори и едукација да ги тргнат децата од улица. При наоѓање на мали деца кои питачат, ги носиме прво во просториите на Центарот, разговараме со родителите, им кажуваме дека тоа е кривично дело, според кривичниот законник, малтретирање, носење на терање на питачење, значи злоупотребување на работната сила на детето, несоодветно облекување на условите на дворешни и најстрашно е што родителите фактички ги продаваат своите деца за подмирување на своите долгови. Пострашно е што има организирани питачења, односно луѓе кои ги откупуваат децата од родителите и ги носат во други градови на питачење. Министерството за труд и социјална политика обезбеди простори во кои ќе бидат сместени нешто како шелтер центри, децата кои се најдени на питачење и поднесуваат кривични пријави спрема родителите. Веќе во Скопје имавме еден случај кај што мајка која злоупотребувала дете го терала на питачење и осудена 5 години затвор. Давањето пари на дете кое питачи не е хумано. По това мото Министерството за труд и социјална политика спроведува кампања со која се апелира граѓаните да ги пријават децата чиј труд се искористува, за да добијат соодветна грижа и заштита од надлежните служби. Граѓаните кои ќе приметат дете на улица можат слободно и треба, значи законски се обврзани според Законот за семејство, да се јават на 15 505, тоа е бесплатен телефон, и да пријават таков случај. Тогаш, или ако не на телефонскиот број бесплатен, значи уште еднаш повторувам 15 505, може да се јават да го пријават случајот во Центарот за социјална работа или во полиција, во МВР. Значи, обврска по член 84 од Законот за семејство, тоа е обврска на секој граѓанин. После пријавувањето, Центарот е должен да стапи во контакт со детето и со неговите родители, да ја испита комплетно состојбата во семејството, причините за кои детето питачи и да се загрижи, односно да го смести детето во установа или да превземе одредени активности за заштита на детето. Во Тетово има, за жал, голем број на деца кои питачат. Се трудиме да ги намалиме активностите, обично ги правиме заедно во пазарниот ден, значи во четврток и сабота, тогаш е зголемен бројот на питачи. И му кажуваме на нивните права, децата гледаме да ги сместиме во институција. Под мотото да ставиме крај на злоупотребата на детскиот труд во домаќинствата, денеска во Македонија се одбележува 12 јуни, светскиот ден против злоупотреба на детскиот труд.